Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте. Уште едно издание на Јади Бурек, тераме. Мојот главен фокус овој период ми е што е можно повеќе да закачам од овие големи историски случувања во светот кои не зафаќаат и нас, затоа што нема гости, нема аналитичари, нема со капацитет кои можат да зборат за работите и за промените кои се случуваат во светот. Обично, знаеш како, луркинг од поискусните медиуми, поискусните поголемите телевизии, новинарски куќи и така натаму. И ако забележувам нешто, забележувам дека генерално се говори за ВМРО, ДУИ, СДСМ, СДСМ, ВМРО, ДУИ, СДСМ, ДУИ, СДСМ, СДСМ, ВМРО, ДУИ, СДСМ, ВМРО. И толку е капацитетот. За жал, успеа народот да го направат неписмен во смисла неспособен или безволен да следи што се случува во светот. Обично, знаете тоа како најдобро се гледа. Просечен коментира што се замрзна огнон, види го. Loading, се смрзна огното тоа што зборам. Не, нема зезанци. Како ќе препознаете неписмен македонец? Обично ќе напише мене ме боли што се дешава таму. Демек, јас сум патриот, јас си гледам само Македонија. Што е нонсенс во еден свет да си гледаш локална изолација која не функционирала ни пред 1000 години, а камоли денеска во глобалниот свет. Сакам да кажам, од каде му е таа реченица? Потеклото на таквов игнораторски и негаторски е само последица на непознавањето на состојбите. Он нема капацитет да увиди што се случува. Нема капацитет на предзнаење. Тоа потекнува прво од една работа. Непознавање на базичен јазик. Значи, тоа се луѓе кои не го знаат ни македонскиот јазик како што треба, а камоли нешто повеќе. Нешто разбираат српски и тоа поради некоја цицлеста певајка или затоа што гледа Фарма. Толку е. Толку е. Кратки некои клипчиња кои му се појават
на телефон и он мисли дека е вау, јас сум, знаеш, она што сум. Когито ерго сум. Ништо не сум. Сега, за да застанеш, да прочиташ, да отвориш Russia Today, Fox, Deutsche Welle има на македонски. Можеш и да го прочиташ. Fox News да ги прочиташ. Или да идеш на Twitter. Ја порано се чудев, зашто на Twitter македонците не идат? Пази, 90% од луѓето викаат јас сум за слобода на говор, јас сум за демократија и остана исклучиво, не дека требаше да се напушти, напротив, требаше да се остане на Facebook, кој што остана, но бидејќи големите промени се случија преку Twitter, преку X, барем да отвориш еден акаунт таму, како некоја поддршка. Но многу од вестите таму се на англиски јазик. Доаѓаат од Трамп, доаѓаат од Елон Маск, доаѓаат од слични новинари ко Такер Карлсон, ко Џо Роган, доаѓаат од Рамбл. Ни на Рамбл не идете. Таму е Расел Бранд и едноставно, знаеш, нема превод, бидејќи македонец кој работи, например, у Министерство за образование, 99% од луѓето таму што работат, кога гледаат филмови дома, ги гледаат со српски титли. Не со македонски, со српски. Со српски затоа што така им доаѓаат, бидејќи македонски да сакаат, не знаат да земат, а и ретко има. И ако има, попрво ќе земе српски и така се чувствува дека е ете дел од светот, знаел он некој светски јазик, што е жално, но таков човек, кога ќе заглави во собствената игнорација, он ја брани покрваво него што е. Јас се сеќам еве кога беше сега за празниците. Еден мој, ајде да речам, сега е дел од власта, квази пријател, обично ми се јавува кога му треба, ми објави Свети Васили, паричка вртеле на Свети Васили, провинцијалци. Традицијата била исклучиво на Бадник. И ја земам длабоко воздух и се почувствував дека не само што немам намера да се расправам со нив, или со него, затоа што неговата глупост го затворила, го закоравила, затоа што не е лош човек, али е дибек, неписмен. Не знае, прво, Бадник, Свети Васили, се црковни празници. Не се световни, ама традиција. Абе, fuck you, ти со таа посрана традиција и со тие палења огно, а тоа било традиција. Ништо не знаете. Ништо не е традиција. Традиција, 8 март има поголема традиција од ова што го зборите. Свети Атанас... паричката, Свети Васили, е во помен негов, на подвиг. Значи се случило Божје чудо и тоа. Зошто се врти паричка на Бадник? Традиција. Не. Не постои празна традиција. Се има причина зошто. 8 fucking март славиме затоа што Роза Луксембург и Клара Цеткин собрале на Алкај кохоње за разлика од нас, застанале среде Чикаго и рекле права за жените. Објасни ми што е традицијата. Јас знам што е традиција на Божик. Се родил Господ Исус Христос. Знам што е традиција за Великден. Воскреснал, ја победил смртта, најголемата порака. Јас знам што е традиција на 1. мај. 1. мај е традиција
се собрале работниците, се испотепале, испогинале. Пардон, гинеле. Во Чикаго, борејќи се за своите права. Полицијата пукала на нив. Ама работничкото движење е создадено во Америка. Не е во Русија, не е во Кина, не е во Македонија. Не е во Европа. Во Америка. И од таму потекнуваат. Значи има причина. И сега со такви луѓе кои се зацементирале у мозокот, у интелектуал, а да не збориме со духот, бидејќи духот ќе ги ослободил од палење дрва, бидејќи не му допира до него дека е тоа религиозен празник и дека Божик се слави на литургија. Ама ја она. Онда не се мешај, не иди. Никој не е на сила. Не ме викај да палам огнови, да слушам вулгарни песни, да локам ракија кога Сабајле ме чека литургија. Нонсенс е пред литургија да правам такви глупости. Ти што ги правиш и што викаш дека е тоа традиција. Нема таква традиција. Селјаците низ Македонија не палеле огнови, али ние граѓаните палиме огнови. И пак е искривено, да не ви влегувам дека е туѓа традиција на туѓе. Као што, Македонија нема слава. Нема слави у Македонија. Увезено ни е. У Македонија славиме именден. Е многу едноставно. Покрстувањето во Македонија е поединечно. Јане, на Свети Јане, на Свети Јоаким, на Свети Јован, тоа е именденот поединечно. Во Србија, малку идел поинаку процесот. Таму, например, цело село или мал град се покрстувало, станувале христијани од паганштина христијани во еден ден, сите заедно. И тој ден бил слава. Се славел. И тоа е нивно. И тоа е нивна традиција. Кај нас немало такво нешто. И ние ја земавме сега, тоа го земаме као наша куќна слава. Зашто? Така сум одлучил. И јас ја имам. Али именденот е многу побитен. Ние почнуваме од Света Лидија. Лидија е првата христијанка која се покрстува. Не градот кај што живеела Лидија. И тоа не е ни страшно, ни погрешно, ни како го правеле србите и како сме го правеле ние и така натаму. Но не е моја традиција. Ме разбирате? Не е страшно. Да голема работа. Или сега Валентиново. Пазете, најмногу Свети Валентин го слават антихристијани, атеисти и луѓе кои се повикуваат на науката. Значи, луѓе кои не се ни христијани, луѓе кои не се причестуваат, не се покрстуваат, не идат у црква, не идат на литургија. Свети Валентин е светител кој пострадал Христа ради. Али видиш, ако остај ти тоа, ама знаеш, тоа е време кога треба женската да ја натераш за секс. Нормално, секс без обврски. А како да ја натераш ако ставиш Свети Валентин? Па она се фасцинира, види, Господ е тука. Па добро, ќе му дадам кога веќе, знаеш, и Господ дозволува. Остај друго, ги напнаа децата. Читам на Твитер тоа како трчал да го однесе синот 3-14 години, па состанок, па дејт, па ова, па она, па морало, па немала дечко годинава, па депресија ја фаќа. Знаете, види, кај нас многу едноставно било. Ние имаме младенци, затоа што ние ја славиме љубовта. Бидејќи вие не славите љубов, вие славите у моментот get lucky. Љубов која ќе се заљубиш. Брат, тоа е game over.
Кај тебе не е. Кај тебе е body count. Колку женски си превртел, колку си клецал, па кога ќе седне, ја знам ја, таа сум ја. Ајде, што? Овие двајца од средно се заедно? Па живот не виделе. Што живот виде ти, жити се? 2 пати фати пица изли една штрипер и сега што правиме? Арно сифилис не закачи. Модерно време. Океј. Имам многу за и против. Знаеш како? Одбери си. Прави што сакаш. Се е дозволено. Не е се полезно. Ама се е дозволено. И прекини да убедуваш другите како треба да го живеат. А не со транспарент од црквата да одјебе. Мизерија. Океј, супер. Колку поише ја плукате црквата и христијаните, бидејќи црква и христијани се повикани да страдаат. Ако црквата не страда, ако на христијаните им е добро, нешто не е во ред. Ни со светот, ни со вас. Има некоја корупција. Добро ви е. Заштитени сте. Сори, дечки, па шо ќе ви е распетието? Ама Господ пострадал за нас, ние не треба. Ма немој. Какви тумачења. И ние имаме такви тектонски промени. И повторно викам, жал ми е што револуцијата нема капацитет да почне од Европа. Пак почне од Америка. Единствено што ми е драго, што овој народ, каков и да е, колку и да е забеган, со генерација натопен со света причест и Божја благодет, па интуитивно, колку и да му се спротивни неговите убедувања, он интуитивно пак делува правилно. Например, само македонец ке го чуеш да ти рече фала Богу, јас сум атеист. Мислам, знаеш како? На таква реченица на човек треба да му дадеш пиштол во рака, пукај си, брат. Олесни си и на тебе, и на Господ, и на земјава, и на сите. Иди утепај се. Ама бидејќи, нели, го славиме животот и сечи, сме против смртна казна, сме против линчови, седиш и плачеш, затоа што треба да го исплакаш. Боже, прости му, стварно не знае, ни шо збори, ни што прави, ни зошто прави. Така доаѓа од некоја ароганција. Тоа пештански квадрат, се помпа, мојала. Океј, стај вентили на коконјецот малце, од модрото да издува. И ние имаме, верувајте, немаш појма колку ми е мака, што не можам да отворам телефони, што не можам да разговарам со вас на овие теми. Може би ретко некој. И многу ми е жал, ми недостава. Не сум јас подобар. Ја напротив, јас исто сум глуп и паметен колку што сте и вие. Исто. Јас само што моите интереси, кои ги согледувам преку она што е морално, етички, еве нема да спомнувам религија, морално, етички, исправно. Значи, све е прашање на избор. Ние у Матрикс Смит му вика, зошто бе се бориш бе? Зошто се тепаш у третиот дел кога се згрбавија од ќотек? Зошто? Он вика, I choose. Ја одбрам. Значи, кога ќе одбереш нешто, носи си одговорност за своите изедени буреци, за своите постапки. Доста бе плачеш за тоа, крива ти е власт, крива ти е опозиција, крив ти е овој, крив ти е оној, крива ти е Европа, крива... Не бе, брат, бе, све од тебе почне и завршне. Од екологија. Прво од екологија. Затоа што секој христијан... Ама црквата не проповедала ово, она. Црквата проповеда, дали слушаш?
Проповед има секоја недела, секоја литургија има проповед. Само не се збори, не е тоа цаци на сител како добила ливче. Еве, сега фати, сега е битното. Битното е кажано уште пред 2000 години и се повторува постојано. И кога се повторува, кога ги научуваш базичните работи, кога ќе се случат големите работи, ти веќе имаш некаков внатрешен интуитивно изград, ако не интелектуално, барем интуитивно. Затоа што Божјата благодет те менува однатре, не мора ти да си паметен, затоа што Божјата благодет не е само за интелектуалци и оние кои сватиле. Што правиме за оние кои се со помалум, оние кои се малце по-така, по-кратки, каде што спектрумот им е потесен. И тие си исто вредни, значајни и битни. И ако не го свати на интелектуално некое ниво да може да јаде бурек ко моа овдека и да глуми демек нешто паметно кажува, кој што ја глуматам цел живот, да го свати барем на едно интуитивно ниво и да рече не ја там. Зашто бе не? Па ова е модерно, гледај сите. Не. Што не сменивте пол? По-модерно немаше последниве 10 години. Да смениш пол, да станеш геј. Зошто? Што да мене така не ми доаѓа? Има нешто, некој кодекс, некој ДНК, некој матрикс у тебе кој делува и вика, добро. И многу ми е жал што сакам да си го посведочам ова време, затоа што сметам дека е многу битно време. Од една застоеност, од една баруштина, ама знаете каква застоена вода, она што го викаат deep state или мочуриштето, swamp. Значи, ова е смрди огавно, смрди на сулфур смрди на септичка јама смрди. И сето тоа е прогресивно. Веќе јас сум небањатиот. Јанко, ти си небањат. Океј. Ти не знаеш. Океј, не знам. Ти си ваков. Таков сум. Ти си ова. Тоа сум. Дали ти е подобро? Не ти е. И пак си гневен, и пак не ти чини. И доколку притисокот на омаловажување, на газење по здравиот разум, по семејни вредности, може да иде, а да не се изреагира. Право да ви кажам, ние македонците, иако пред Америка, ја сменивме таа власт, што се однесува до изживување за децата, ние потврливме како никој во светот. Значи, за време на короната, такво родово насилство, изживување, интелектуално, од страна на Министерството за образование, на професорски кадар со честни случаи, фала Богу. Тако изживување врз децата, тако омаловажување, такво уназадување и никаква реакција од родител. Дали сте свесни дека за тие 5-6 години еден родител се нема јавено во емисијава и да се побуни? Не, ние сме спремени заради идејата, ние сме како црвени кмери, бидејќи македонците да беа во Бангладеш, ние ќе ги учевме црвените кмери како треба да прават. Не може народ што ќе си продаде име, идентитет и све, и после друг му е крив за кебаб и за сендвич. Што правиме муабет? Можам да правам муабет за честни исклучоци. Повеќето од народ. Седи бе, а што па ја можам да сменам? А што ако се јавам? Што има врска? Испадна дека има врска. Испадна дека оние што беа храбри и викаат дека тоа теорија и ги омаловажува дека тоа се теоретичари на заговор, сега е вистина.
Вистина испадна за вакцините, вистина испадна за НЛО, вистина испадна за еден куп други работи. И барем да ви е сатисфакција дека сте биле на правилната страна. Во Европа отиде нашиот премиер Мицкоски и ќе ви пуштам еден краток говор негов од 3,5 минути. Многу важно. Бидејќи Мицкоски точно знае што е македонскиот народ и што се очекува од него. Македонецот не разбира промени, Department of Government Efficiency, задолжување и такви работи. Нити го интересира него таква работа. Не. Но, и затоа и нашиот премиер се занимава токму со тоа. Она што нам ни треба. Имено, македонецот е убеден дека нам ни треба да влеземе во Европска унија, бидејќи со тоа влегување во Европска унија нам ќе ни се решат работите, ќе ни се отворат работни места, не ние да ги отвориме, ќе ни отвори некои работни места, дека платите не ние да си ги заработиме, ќе ни ги качат, дека КПЈ, Комунистичка партија на Југославија, не постои, но постои партијата на Европска унија, која све ќе ни среди. И ние затоа тежнееме кон Европска унија. И нашиот премиер е должен да ги застапува тие работи. Некој ќе рече, вратете го името. Па што го дадовте? Ја да сум ви премиер, да ви го враќам името, да можам, нема да ви го вратам. Изборете себе, ама ние него го бираме. Ти го бираш за тој административно да ти функционира државата. Народот секогаш ги бил битките за територија, за идентитет. Тоа се клучните работи. Вие чекате што? Но, она што го кажа, иако за мене е, како да ви кажам, изворедно, точно и добро, а од друга страна, срамно за вас, народе, бидејќи ние седиме и чекаме што ќе каже он за нас, наместо ние да кажеме. Затоа што ние не кажувавме и другите не кажува. Но овој барем собра, Кохонјес, да го каже тоа што повеќето од вас само го кажувате на коментари на Фейсбук и толку. Ама каде јас? Чим прашаш каде и како, крај. Сепак, еве, ќе одиме со Христијан Мицковски, околу 3 минути, неговиот твит на X, кај што вели: Македонија заслужува праведен и извесен пат кон Европската унија. Нашата држава плати висока цена за членството во НАТО, но и денес се соочуваме со двојни стандарди. Ако се бориме за принципи, зошто мол кога се негира македонскиот идентитет и јазик? Македонија нема да прифаќа нови понижувања. Нашата иднина е во ЕУ, но со почит и достоинство. Зошто го кажува ова? Затоа што опозицијата лаже. Уште само бугарите во устав да влезат, готово е, влегуваме. Лаже. Лажат, бе, луѓе. Лажат. Лажат и они, лажат и европејците. Ништо не е готово. Едноставно им се може. И со ова само намерно си прават за да не влеземе. Зошто? Затоа што ваква сива зона за перење пари е, што мислите, 4-5 милиарди задолженост на Македонија, која не е инвестирана во ништо, никаде. Точка не можеш да најдеш. Кај завршија тие пари? Деломно кај бившите функционери. А кај се другите пари? Па научија мангите каде е сива зона да можат и они да лапат. Што мислите, амбасадорите се со крстот на чело?
Овие NGO-ова што се преплакнуваат пари за лубриканти, пари за обука за анален секс, пари за обука за магариња, како завршуваат? 500.000 евра за магариња. И што мислиш, ги земала таа што ја направи школата за магариња? Она ќе земе, тоа го прават у маркетинг кај нас бе. Јанко, ја ќе ти дам 50.000 евра, спонзорство во емисија, во суштина 5.000 евра ти давам, 45.000 евра ми враќаш мене. 99% така функционира маркетингот. Арно, ама и тоа почна да им пропаѓа. Туку, ако ништо друго, барем му честитам за моралот и етиката да го каже тоа што ниеден претходник немаше гз да го каже и да го каже во лице токму во Минхен за да разберат. Инаку он го кажуваше ова 100 пати, го кажуваше кај мене во емисија, ама небитно е. Еве сега, у дувлото им го кажува. Please do not forget that my country, to become a member of NATO, changed name. Correct. So when we are talking about give-ups, when we are talking about double standards, we should not forget about that. So our commitment for NATO was, without doubt, pretty loudly and with a lot of suffers and humiliations conveyed to the NATO member countries. I heard those voices here in Munich about interference into the domestic issues. Mm-hmm. But when we changed our flag, when we changed our currency, and when we changed our constitutional name, what was that? Isn't it interference into the domestic issues? Interesting. And why such a loud voice was missing then? Even now, we are faced with additional hurdle to change our constitution again. If we want to start negotiations with the EU, what is it? Isn't it interference into the domestic issues? We are a part of Europe, and we would like to apply European values. But what is ongoing lately is something which is completely different. Practically, we are witnessing on so-called Balkanization of Europe instead of Europeanization of Balkans, because some of the Balkan member countries are bringing Balkan disputes and values in Brussels, instead of vice versa, instead of receiving messages and signals from Brussels and applying to the Balkans. Do you want to name those Balkan countries? You said that Russia is neglecting, is denying Ukrainian identity, Ukrainian language, church, invasion, which is terrible and which is, I would say, very, very wrong in the 21st century. But at the same time, when Parliament of one of the youngest EU member countries is neglecting Macedonian identity, denying my mother tongue, Macedonian language, which is a official language of United Nations since 1945, and it's internationally codified since 1977. That's what we're talking about. Why everybody is silent then? Знаеш ова како се вика? Шамарење со нога. Знаете у Street Fighter како се викаше оној тепачен, вака како ќе застане и со нога. Ка. Браво! Со смирено, со одмерено, со зборови за кои нема дебата, со теза која ни е нам општо позната. Како беше? Нема менување на рамката. Нели французите кога ни ја дадоа рамката? Повелете, еве ви ја рамката. Фала, другиве.
О, што е убава рамката. Дечки, рамката не се менувала. 6 месеци откако излегува со тезите дека рамката не се менува и мораме да го прифатиме тоа што Макарон ни го смислил, ја сменија рамката за Србија. Кога видоа дека нема излез. Али, пошто Македонија, вие сте шконтари, лесно ќе ве купиме за 10 кебапи и за пита бурек, што мене ме плаши дека е стварно така, бидејќи у живот го увидов тоа. Еве, и сега некој ќе ми рече, Јанко, му го пушиш, дали му го пушам? Дечки, јас се согласувам со него, застанувам за оваа политика. Не ме интересира што вие мислите, затоа што длабоко грло бевте за Сорос, за СДСМ, за ДУИ, продужете си натаму. Уопште не се срамам. Јас сум станал десничар уште 80 години, демохристијанин. Политиката на десницата секогаш ми била блиска и затоа ја поддржувам. Со левицата имам проблем. Социјализмот и слично. Зошто? Пазарното стопанство. Океј. И сега. Апропо на ова. Доаѓа J.D. Vance. J.D. Vance е подпредседател на Соединетите Американски држави, кој до оваа Минхенска конференција не беше нешто експониран, од проста причина, затоа што повеќе гледавме за Елон Маск, Доналд Трамп нормално, и им дојде разлигавени кој што се, бидејќи Европа зависи од Америка. Океј? Европа обстанува заради Америка, а не затоа што била јака Германија, јака Франција. Колку се јаки, сега ќе ги видиме. Тука нема збор. Океј. И го држи овој говор. Овој говор е, морам да признам дека е еден од најзначајните говори кои, не знам, последниве децении е одржан. И ова е говорот кој ја потресе цела Европа и го стресе светот. Ова е говор кој ја најави новата Јалта, бидејќи Јалта не функционира. Едноставно не функционира. Потребни се други промени. За да дојде Јалта, светот гореше. А сега доаѓа Трамп, го испраќа J.D. Vance, да им каже, не мора да гориме, ама промени ќе направиме. После ќе коментирам, после овие 20 на минути, држење лекција на мали, забегани, корумпирани деца, бирократчици, кои немаат автентично мислење, кои не знаат да согледаат, кои немаат визионерство, освен полтронство. Као типичен македонец, да речеме. J.D. Vance, who was here last year as senator, and we are very happy that he has come back to Munich, and we are very much looking forward to his speech. Please welcome Vice President J.D. Vance. Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the host of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy and joked that both of us last year had different jobs than we have now.
But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples, to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, thank you. I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, with the memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly,
I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I want my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now, again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way
or even worse, win an election. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we're defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Today, almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high. It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high. The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course it's gotten much higher since. And we know the situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the span of a decade. We saw the horrors wrought by these decisions yesterday in this very city. And of course, I can't bring it up again without thinking about the terrible victims who had a beautiful winter day in Munich ruined. Our thoughts and prayers are with them and will remain with them. But why did this happen in the first place? It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it.
And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. And it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And my strong belief is that we do not need to be afraid of the future. You can embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. And if you do so, you can face the future with certainty and with confidence, knowing that the nation stands behind each of you. And that, to me, is the great magic of democracy. It's not in these stone buildings or beautiful hotels. It's not even in the great institutions that we have built together as a shared society. To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will secure very little. As Pope John Paul II, in my view, one of the most extraordinary champions of democracy on this continent or any other, once said, "Do not be afraid." We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership. Thank you all. Good luck to all of you. God bless you. We've signed some executive. Trideset пати го гледав овој говор, за да ги фатам оние скриени пораки и така натаму. Има уште една работа на која треба да обратите внимание. Исто ми е драго затоа што успеав во моментот да ја фатам, а тоа е вештачката интелигенција. Ако памтат оние што памтам, дека прв пат вештачка интелигенција на медиум беше користена овдека во емисија каде што одговараше на прашања, пишуваше поезија, а сега може и нешто и да поднацрта и така натаму. Тоа ќе биде главното. Зошто ќе биде главното?
Од многу проста причина. Не се размножуваме. Нема нова работна сила. Значи, шофери ќе има се помалку. Возачи на автобуси, возачи на камиони, возачи на такси, машиновозачи. Сето тоа ќе се автоматизира, поточно вештачка интелигенција. Што е вештачка интелигенција? Тоа е нешто што ќе може самостојно да донесува одлуки. Дали е ново? Не. Туку е сега многу поразвиено да веќе асоцира со реална човечка интелигенција и да може да развива самостојни одлуки без тоа ние што ќе му укажеме. Комплицира многу процес, морален, технолошки и во моментов се бијат неколку големи борби. Ја користам во моментов ChatGPT, Grok, како се викаше пакет? Perplexity ми го даде Телеком, бесплатно 1 година. И рачунајте дека уште мал милион проблеми ќе ги извршува вештачката интелигенција. Например, да оперира, дали бенигни, побенигни, вакви и такви. Ќе има потреба од лекари, апсолутно, но дека ќе се автоматизира продажбата, купопродажбата и уште многу сфери каде што е многу важно, каде што е се потешко човек да работи. Човекот не ќе да работи. Почнете од себе, не ви се работи. Не ви се мачи. Нашите гинеле, ние не се мачиме. Не гинеме, не ме плаќаат добро и така натаму. Во ред? Во ред. Ја во мојата фабрика ќе ставам роботи. Затоа што ја ќе продолжам да произведувам профит и така натаму. Додека не направите револуција, па се што сум заработил, а потоа ќе викате дека е тоа праведно општество и циклуси, нагоре надоле. Можем, што се однесува до Grok тројката, таа е најавена и представена. Елон Маск го нарече Grok у моментов како најпаметната вештачка интелигенција што постои. Например, со Grok можам да разговарам, не знам ни што би го прашал. Значи, јас имам изнапраено муабет со Grok и со друга вештачка интелигенција за она што ми требало, решавање математички проблеми или пишување, например, одредени колумни, анализи, што ти ја знам и така натаму и така натаму. Кога отворив телефоните за со ChatGPT да разговарате, почнавте да ми поставувате прашања, например, Википедија. Кои биле македонците, што се македонците? Се е тоа во ред и секој си има своje мислење. Сите вие имате различно мислење. Така и вештачката интелигенција ќе си има своje мислење. Од она што и е дадено, од она што прочитала, како што и вие, што сте прочитали, што сте сознале. Од нешто излекла заклучок. Може би не е како вашиот, може би и појак. Ма не битен ми е мене. Мене ми е како ќе ми ги решава проблемите. Што ме очекува? Ми треба second opinion. Ми треба консултација како со доктор. Жив човек немам. Ми треба финансиска консултација. И така натаму. Например, појма немам, не знам што би му рекол. Ја како новинар, мене 10-та работа ми интересира, но не знам вас. Еве вака ќе му изнапишам. И тоа на македонски кирилица. Во Македонија имаше бојкот на маркетите поради високите цени. Дали е бојкотот правилен
digitalen način za borba protiv visokite ceni na hraната. Ете, што го мачи кој прашалник ќе ставам. Еве и Македонија со големо. Океј. И да видам што ќе ми генерира. Дај ми детален, продлабочен одговор со алтернативни начини како ние, обичните граѓани, да се однесуваме и постапуваме. Минимум 120 реда одговор. Аналитички. И сега прегледува преку веб страни. Веќе одговорот се штампа надолу, а јас само ќе ви читам како ќе се појава. Бојкотот на маркетите во Македонија поради високите цени на храната е една од стратегиите што граѓаните ја користат како израз на незадоволство и притисок кон трговците и властите за промена на ценовната политика. Овој пристап има своји предности и недостатоци, па затоа е корисно да се разгледа дали бојкотот е правилен начин за борба против високите цени на храната и кои би биле алтернативните пристапи. Предност на бојкотот. Прво, видливост и свесност. Бојкотот привлекува значително внимание од медиуми и јавноста, што може да доведе до подигање на свеста за проблемот. Кога голем број потрошувачи одлучуваат да не купуваат во одредени маркети, тоа директно влијае врз нивниот промеј, што може да ги натера трговците да размислат за своите ценовни политики. Притисок за промени. Намалувањето на прометот може да создаде притисок врз маркетите да ги намалат цени или барем да ги преиспитаат своите маржи. Ова може да доведе до директни преговори со добавувачите или до промена на стратегијата за ценообразување. Колективна акција, бојкотот представува форма на колективна акција каде граѓаните заедно се обединуваат за да постигнат промена. Ваква колективна акција може да создаде чувство на заедништво и моќ меѓу потрошувачите. Недостатоци. Краткорочност. Бојкотот често е краткорочна акција и ако нема континуитет, трговците можат набрзо да се вратат на претходните практики штом притисокот попушти. Долгорочните промени бараат постојано вклученост и стратегија. Такво Македонец не е способен. За жал. Влијание врз малите трговци. Додека бојкотот може да ги погоди големите ланци, може да има негативно влијание врз помалите локални продавници кои можеби немаат можност за редукција на цени, но се подпираат врз истите потрошувачи. Економски последици. Намалување на прометот може да доведе до отпуштање и намалување на платите, што пак може да влијае врз вработените во маркетите, а не само врз собствениците. Алтернативни начини за борба против високите цени на храната. Пратете, овој текст нигде ваков не постои. Значи, копи-пастирајте го, пробајте го. Ова е оригинално сега изведено. Делумно од она што го прочитал, делумно од она што го анализирал. Доста е брза вештачката интелигенција да создаде ваква. Поддршка на локалните производители. Граѓаните можат да купуваат директно локалните фармери кои често имаат пониски цени и поквалитетни производи. Ова не е само што ги намалува трошоците за потрошувачите, туку и помага во јакнењето на локалната економија. By the way, да се убацам на ова, не мора да менјаш кадар. Ноќеска гледав едно видео каде во Америка колона од неколку километри автомобили стојат на покрај пат надвор од населено место да дојдат на ред на фарма за да купат јајца. Не знам како се вика фармата, некое бизарно, онака типично американско име, но не купуваат од маркет. Скапо име,
Пази, на американец му е скапо. Седно е у кола, иде, чека 1 сат, ќе се изнакупува јајце токму од таму, затоа што ем најквалитетно, ем најефтино му е така. Вау! Океј. Пазари. Редовно посетување на зелени пазари и купување сезонски производи може значително да ги намали трошоците за храна. Земјоделски задруги, учество или поддршка во земјоделски задруги може да создаде директна врска меѓу производителот и потрошувачот, со што се елиминираат посредници. Информирано купување. Спорење на цени. Користење на апликации и веб страници за споредување на цени со различни маркети, во различни маркети, може да помогне на потрошувачите за поевтини опции. Тука е велеможниот твој. Тука ли е колегата? Еден колега имаме. Како се викаше, прати ми на Вибер, како се викаше апликацијата што ја користи за споредување на цени на акции, не знам. Прати ми, те молам. Не викај, прати ми, не слушам. Прати ми. Фалам. Еве сега ќе ја видиме. Не сте ми пратиле. Добро. Ми отиде одговорот на Грок. Го ресетирав. Добро. Сега второ што се збори е... Океј. Горе ги замолам за интелектуална работа, ќе почекаме малце. Втора работа, во Хрватска сега ќе започне, во Хрватска беа малце поистрени за бојкот на маркетите и тоа имаше одредени подобрувања во цените. Сега имаме бојкот на банките. Дури Драган Павлович Латас објави една колумна каде што вика не е проблем маркетот колку што се проблем банките и го образложи зошто и како. Бојкот на банките. Дали е можно и како? Како планираат во Хрватска да вршат бојкот на банките, а да тоа ги погоди да вршат промени во корист на потрошувачите. Во Хрватска бојкотот на банките е планиран како дел од поширока потрошувачка иницијатива за намалување цени и зголемување на заштита на потрошувачи. Еве како би можел да се одвива и да влијае на промени. Невоспоставување нови финансиски односи. Потрошувачите би можеле да избегнуваат да отвараат нови сметки, да земаат нови кредити или да користат нови банкарски услуги. Ова би го намалило приходот на банките од нови клиенти и финансиски продукти. Македонец да не земе пари. Па Македонија е царство на брзи кредити, бе. Нема македонец што не задрапал пари од таму, па заглавил, па кука и плач, а камоли со банките. Но, еве, си кажува вештачката интелигенција. Префрлање на финансиите. Потрошувачите би можеле да ги префрлат своите депозити и трансакции во помали локални банки, ја ова во моментов го правам, или кредитни унии кои би можеле да понудат подобри услуги кои се поповолни за потрошувачи. Одбивање на плаќање. Обидот да се избегнуваат трансакции преку банкарски канали, како што е плаќање со дебитни или кредитни картички во корист на готовински плаќања или алтернативни платежни сметки. Мене ми рекоа дека, еве, например, подигнување на готовина од банкомат на НЛБ не ви зема никаква провизија. И, нели, ако си ја подигнете платата и пензијата од банкомат и ја трошите, тоа е на некој начин некаков отпор спрема банката. Како целат да ги погодат банките? Финансиски притисок, намалување на трансакциите и депозитите директно влијае врз
Znaš što, ja ne znam, evo, čitajte si sami, pa i ne moram ja sad. Imam pamet na rabat. Čitajte si sami. Možem da si idem. Treba da umre emisijava definitivno. Stvarno nema više nikakva. Badijala se vika aplikacija ta. Dobro, ajde je vidimo. Aplikacija Badijala. Znači, aplikacijata može da bude samo za vaš mobilen telefon. Evo vi. Badijala site proizvodi na popust od marketite na jedno mesto. Badijala MK je prva jedinstvena aplikacija, makedonski startup koja gi lovi site maloprodažni popusti, promocija vo marketite i drogerijite niz Makedonija. Знаеки во реално време кои артикли се на попуст, вие со мобилната апликација Badijala штедите пари едноставно со клик на продуктот, давање листата на омилени. Badijala МК ќе пази за вас и ќе ви извести кога и каде тој продукт е на промоција. Преземете ја бесплатно апликацијата на Google Play. Океј, еве ја. Great concept and use case. Чекај да не читам на англиски. Директно на македонски. Одличен концепт и случај за употреба на апликација. Голем потенцијал на копне за основање на ажурирање. Значи проблем е ажурирањето. Така е. Поправете ја функцијата за пребарување, овозможите тем dark режим, значи dark mode. Подигнете го квалитетот на сликите извадени од флаерите или фотографирајте самите производи, воведете реклами. Да наведам неколку. Не можам да се регистрирам. Копчето за верификација, за проверка на кодот на e-поштата не работи. Пребарувањето не работи. Што вика колегата? Функционира ова или? Добро. Океј. Еве, да прочитат, да погледнете, ја да ве поздравам. Дал ке терате вие со вештачка интелигенција или без интелигенција? Слушај, ние успеавме толку без интелигенција, па вештачка. Но, сите оние кои сакат, еве, да прочитат за Grok 3, најјаката, најголемата, најмоćна вештачка интелигенција во наредниве 19-20 минути. Толку од мене. Благодарам за вниманието. Лека ноќ и пријатно. А сега гледаме Елон Маск и презентацијата на Grok 3. So it's quite clear that when Elon Musk said that Grok 3 is the world's smartest AI, he wasn't actually jumping on the hype train. Today, he unveiled Grok 3, which is by far the world's smartest AI across a range of several different benchmarks. In today's video, I'll get through all of the announcements that you need to understand for Grok 3 and show you guys why this is actually the world's smartest AI in its current form. So one of the first things most people, of course, going to want to look at is, of course, the benchmarks. And if we take a look at Grok 3, the non-reasoning model, we can actually see that those benchmarks are pretty incredible. Across the board, we can clearly see that Grok 3 and Grok 3 Mini actually surpass recent state-of-the-art models like Gemini 2, DeepSeek V3, Claude 3.5 Sonnet, and the recently updated GPT-4o. This is something that is truly, truly incredible. And even if you guys think the benchmarks aren't important, later on, the team actually goes to show why they looked at new benchmarks, tested Grok 3 on those,
and it still manages to excel. So it seems like all of the training, like this, huge training run that they managed to do, has actually managed to make the model that much smarter, and these scaling laws are still performing very well. The model is still currently training, actually. So this is a little preview of our benchmark numbers. So we evaluated Grok 3 on 3 different categories: on general mathematical reasoning, on general knowledge about STEM and science, and then also on computer science, coding. So AIME, American Invitational Math Examination, hosted once a year. And if we evaluate the model performance, we can see that the Grok 3 across the board is in a league of its own. Even its little brother, Grok 3 Mini, is reaching the frontier across all the other competitors. So you would say, well, at this point, all these benchmarks, you're just evaluating the memorization of the textbooks, memorization of the GitHub repos. How about the real-time usefulness? How about we actually use those models in our product? Another thing that I do love about the Grok 3 team is that they also managed to put their model into the chatbot arena. If you aren't familiar with the chatbot arena, it's not quite like a standardized test. It's essentially a test where you have 2 AI models that give you a response anytime you ask an AI question. And out of the 2 responses that you get, you essentially pick which one you think's better. And it's a blind test, so you don't know which model is called which. You just receive a response, you click which one you think's better. And over time, they showcase which model has been receiving the most number of wins. And currently, the number 1 model on the chatbot arena is actually Grok 3. So even in blind tests where people aren't, biased by the names of the model, Grok 3 is something that is clearly winning. And remember, this is just the non-reasoning model. We actually kicked off a blind test of our Grok 3 model, codenamed Chocolate. It's pretty hot. Yeah, hot chocolate. Been running on this platform called Chatbot Arena for 2 weeks. I think the entire X platform at some point speculated this might be the next generation of AI coming our way. So how this Chatbot Arena works is that it strips away the entire product surface, right? It's just raw comparison of the engine of those AGIs, the language models themselves, and place the interface where the user will submit one single query, and you get to show 2 responses. You don't know which model they come from, and in the end, you make the vote. So in this blind test, Grok 3, an early version of Grok 3, already reached like 1,400. No other models has reached an ELO score, head-to-head comparison to all the other models at this score. And it's not just one single category. It's 1,400 aggregated across all the categories in chatbot capabilities, instruction following, coding. So it's number 1 across the board in this blind test. And it's still climbing, so we actually have to keep updating it. So it's 1,400, about 1,400 and climbing. Yeah, and in fact, we have a version of the model that we think is already much better than the one that we tested here. Yeah. We'll see, how far it gets, but that's the one that we're, working on. We're talking about today. Yeah. So actually, one thing, if you're using Grok 3, I think you may notice improvements almost every day because we're continuously improving the model. So literally, even within 24 hours, you'll see improvements. So now, of course, is the juicy part, the reasoning models. So these models are basically models that think for an extended period of time rather than just giving you an instantaneous response. If you aren't familiar with why these models do this, it's because it allows the models to think for a longer amount of time, giving them access to better and higher quality responses, enabling them to be more accurate and tackle more complex problems. This is something that we've moved to do as an industry because this is something that, is providing promising results and will likely lead us to a truly smart AI. Now, when we look at Grok 3's reasoning capabilities in terms of the thinking models, those 2 also managed to surpass even the recently debuted O3 Mini that many people heralded as the smartest AI on the planet, but now that is unfortunately number 2. Yeah, okay, so let's see how Grok does on those interesting, challenging benchmarks. So reasoning, again, refers to those models that actually thinks for quite a long time before it tries to solve a problem. So in this case, around a month ago, the Grok 3 pre-training finished. So after that, we worked very hard to put the reasoning capability into the
current Grok 3 model. But again, this is very early days, so the model is still currently in training. So right now, what we're going to show to people is this beta version of the Grok 3 reasoning model. Alongside, we also are training a mini version of the reasoning model. So essentially, on this plot, you can see the Grok 3 reasoning beta and then Grok 3 mini reasoning. The Grok 3 reasoning, mini reasoning is actually a model that we train for much longer time. And you can see that sometimes it actually performs slightly better compared to the Grok 3 reasoning. This also just means that there's a huge potential for the Grok 3 reasoning because it's trained for much less time. All right, so let's actually look at how it does on those three benchmarks. So Jimmy also introduced already. So essentially, we're looking at three different areas: mathematics, science, and coding. And for math, we're picking this high school competition math problem. For science, we actually pick those PhD level science questions. And for coding, it's also actually pretty challenging. It's competitive coding and also some lead code, which is some code interview problems that people usually get when they interview for companies. So on those benchmarks, you can see that the Grok 3 actually performed quite well across the board compared to other competitors. Yeah, so it's pretty promising. These models are very smart. Yeah. So Tony, what are those shaded bars? Yeah, so I'm glad you asked this question. So for those models, because it can reason, it can think, you can also ask them to even think longer. You can spend more what we call test and compute, which means you can spend more time to reason, to think about a problem before you spit out the answer. So in this case, the shaded bar here means that we just ask the model to spend more time. You can solve the same problem many times before it tries to conclude what is the right solution. And once you give this compute or this kind of budget to the model, it turns out the model can even perform better. So this is essentially the shaded bar in those plots. Mm-hmm. Right. So I think this is really exciting, right? Because now, instead of just doing one chain of thoughts with AI, why not do multiple all at once? Yes. So that's a very powerful technique that allows us to continue to scale the model capabilities after training. So they also wanted to see if this was just a situation where, because they trained it for so long and on so much data, was this something that was just, overfitting and is basically just memorizing parts of the test. They decided to test it on the newer AIME 2025, and the results were pretty surprising. And people often ask, are we actually just overfitting to the benchmarks? Yes. So how about generalization? So yes, I think, this is definitely a question that we are asking ourselves, whether we are overfitting to those current benchmarks. Luckily, we have a real test. So about 5 days ago, AIME 2025 just finished. This is where high school students compete in this particular benchmark. So we got this very fresh new competition, and then we asked our two models to compete on the same benchmark, the same exam. And it turns out, very interestingly, the Grok 3 reasoning, the big one, actually does better on this particular new fresh exam. This also means that the generalization capability of the big model is stronger, much stronger compared to the smaller model. If you compare to the last year's exam, actually this is the opposite. The smaller model kind of learns the previous exams better. So yeah, so this actually shows some kind of true generalization from the model. That's right. So 17 months ago, our Grok 0 and Grok 1 barely solved any high school problems. That's right. And now we have a kid that just already graduated. The Grok is ready to go to college. Is that right? Yeah. I mean, it won't be long before it's simply perfect. The human exams won't be hard. They'll be too easy. Yeah. And internally, we actually, as the Grok continue evolves, we're going to talk about what we're excited about. But very soon, there will be no more benchmark left. Yeah. Now let's actually take a look at these reasoning capabilities in action to show you guys what these models can actually do. Yeah, so like Jimmy said, we've added advanced reasoning capabilities to Grok, and we've been testing them pretty heavily over the last few weeks in order to give you a little bit of a taste of what it looks like when Grok is solving hard reasoning problems. So we've prepared two little problems for you. One comes from physics, and one is actually a game that Grok is going to write for us. When it comes to the physics problem, what we want Grok to do is to plot a viable trajectory to do a transfer from Earth to Mars, and then at a later point in time, a transfer back from Mars to Earth.
and that requires some physics that Groq will have to understand. So we're going to challenge Groq, come up with a viable trajectory, calculate it, and then plot it for us so we can see it. And yeah, this is totally unscripted, by the way. That's the entirety of the prompt, which should be clarified, is that there's nothing more than that. Yeah, exactly. This is the Groq interface, and we've typed in this text that you can see here, generate code for an animated 3D plot of a launch from Earth, landing on Mars, and then back to Earth at the next launch window. And we've now kicked off the query, and you can see Groq is thinking. So part of Groq's advanced reasoning capabilities are these thinking traces that you can see here. You can even go inside and actually read what Groq is thinking as it's going through the problem, as it's trying to solve it. Yeah, we should we are doing some obscuration of the thinking so that our model doesn't get totally copied instantly. So there's more to the thinking than is displayed. Yeah. All right, so this was the little physics problem we had. We've collapsed the thoughts here, so they're hidden. And then we see Groq's answer below that. So it explains, it wrote a Python script here using matplotlib, then gives us all of the code. So let's take a quick look at the code. Seems like it's doing reasonable things here, not totally off the mark. Solve Kepler says here, so maybe it's solving Kepler's law numerically. Yeah, there's really only one way to find out if this thing is working. I'd say let's give it a try. Let's run the code. All right, and we can see, Groq is animating two different planets, Earth and Mars here, and then the green ball is the vehicle that's transiting, the spacecraft that's transitioning between Earth and Mars. And you could see the journey from Earth to Mars, and it looks like, yeah, indeed, the astronauts returned safely, at the right moment in time. So now, obviously, this was just generated on the spot, so we can't tell you if that was actually correct solution. So we're going to take a closer look. Maybe we're going to call some colleagues from SpaceX, ask them if this is legit. It's pretty close. I mean, yeah, I mean, there's a lot of complexities in the actual orbits that have to be taken into account, but this is pretty close to what it looks like. Awesome. Now, Groq 3 also entered its agentic era, which is something that I'm not surprised by. AI agents are essentially the theme for 2025 and beyond. And essentially, they released something once again. I'm honestly surprised that all of these companies have named the product the exact same thing. They've called it, once again, Deep Research. Or in this case, they've called it Deep Search. So today, we're actually introducing a new product called Deep Search. That is the first generation of our Groq agents that not just helping the engineers and researchers and scientists to do coding, but actually help everyone to answer questions that you have day to day. It's a kind of like a next generation search engine that really help you to understand the universe. So you can start asking questions like, for example, hey, when is the next Starship launch day, for example? So let's try that, okay, the answer. On the left-hand side, we see a high-level progress bar. Essentially, the model not only just going to do one single search like the current RAG system, but actually thought very deeply about, hey, what's the user intent here? And what are the facts I should consider at the same time? And how many different websites I should actually go and read their content, right? So this can really save hundreds of hours of everyone's Google time if you want to really look into certain topics. And then on the right-hand side, you can see the bullet summaries of how the current model is doing, what websites browsing, what sources verifying, and oftentimes actually cross-validate different sources out there to make sure the answer is actually correct before it's output final answer. And we can, at the same time, fire up a few more queries. How about, Elon, you're a gamer, right? So sure. Yeah, so how about what are some of the best builds and most popular builds in PathXL? Hardcore, right? Hardcore league. You can technically just look at the hardcore ladder. Might be a fast way to figure it out. Yeah, we'll see what the model does. And then we can also do, something more fun. For example, how about make a prediction about the March Madness out there? Yeah, so this is kind of a fun one where Warren Buffett has a $1 billion bet. If you can
exactly match I think the sort of the entire winning tree of March Madness. You can win $1 billion from Warren Buffett. So like, it would be pretty cool if AI could help you win $1 billion from Buffett. That seems like a pretty good investment. Let's go. Now, another neat feature of this deep search is that you can actually look at the chain of thought of the model. So if the model doesn't respond with something that you wanted, you can actually look at how the model reasoned through its search data to see how it came to that conclusion. I think this one's really useful because they talk about, having the model be as transparent as possible. And this is actually going to make it even more useful. So if you don't get the response that you do want, you can actually reason, look into the model's thoughts and figure out why. And then in this case, you can actually scroll through, actually reading through the mind of Grok. What informations does the model actually think about are trustworthy, what are not? How does it actually cross-validate different information sources? So that makes the entire search experience and information retrieval process a lot more transparent to our users. And this is much more powerful than any search engine out there. You can literally just tell it, only use sources from X, and it will try to respect that. Yeah. And so it's much more steerable, much more intelligent than. I mean, it really should save you a lot of time. So something that might take you half an hour or an hour of researching on the web or searching social media, you can just ask it to go do that and come back, and 10 minutes later, it's done an hour's worth of work for you. That's really what it comes down to. So now if you are wondering how this AI is going to be rolled out, they actually speak about a new website called grok.com. Currently, as of recording this video, the website is unfortunately down. I'm pretty sure the hype just simply broke the website. Maybe they didn't expect that many viewers, but it's basically going to be on grok.com, where they also have the Super Grok, which is basically going to be where you can access the app dedicated on their website. One of the most advanced capabilities and the earliest access to new features. So feel free to check that out as well. This is for the dedicated Grok app and for the website. Exactly. Grok website. So our new website is called grok.com. Yeah. And you'll also You'd find... never guess. Yeah, you'd never guess. And you can also find our Grok app in the iOS App Store. And that gives you a more even more polished experience that's totally Grok focused. If you want to have Grok easily available, one tap away. Yeah, and the version on grok.com on a web browser is going to be the latest and most advanced version, because obviously it takes us a while to get something into an app and then get it approved by the App Store. So and then if something's in a phone format, there's limitations of what you can do. So the most powerful version of Grok and the latest version will be the web version at grok.com. Yeah. So watch out for the name Grok Free in the app. Dead giveaway. Yeah, exactly. That's the giveaway, that you have Grok Free. And if it says Grok 2, then Grok 3 hasn't quite arrived for yet, but we're working hard to roll this out today.